Основното училиште Карпаш го опфаќа регионот од 3 села, тоа се Уминдол, Ново село и Љубодрак. Ова година имаме 15 првачња запишани, така да константно таа некоја бројка до кај 20 ја одржуваме. Тука опфаќа Централно училиште во село Уминдол и подрачното во село Љубодрак. Во овој момент имаме 126 ученика. Реконструкцијата заврши лани и на 1 септември имавме свечено отварање на училиштето, кое што опфати буквално се, од подови до кров, ѕидови, интериер, така да училиштето ни е целосно опремено, па не баш со најнови, да кажеме, нагледни средства, меѓутоа со помодерни од претходните. Условите се одлични, како овдека, така и во подрачното училиште. Имаме и така поставено парно грејење во оваа зграда, во подрачната има поднесено проект, меѓутоа не чекаме за одобрување, така да условите за сега ни се, можам да кажам, одлични. Во училиштето бројката е на половина. Половина македонци, половина срби, варираме 2-3 повеќе помалку. Од пред 3 години почна со изучување на изборниот предмет јазик и култура на србите. Почна во 3-то одделение и континуирано продолжува во 4-то, 5-то, оваа година стигне до 6-то. Се заинтересирани учениците со исклучок на неколку 2-3 од паралелка, така да имаат право да учат или да не учат како што сакаат, така да оваа година во 6-то одделение продолжи јазик и култура на србите. Па во моментот имаме поднесено проект до Министерство за образование и наука преку општината за изградба на нова спортска сала, бидејќи ние немаме спортска сала, која што мислам дека во текот на оваа година учебна треба да се реализира, затоа што проектот е одобрен од Министерството, само чекаме сега, информации за почеток за реализација на истата. Воедно поднесени се неколку проекти до општината, некои се во изработка, некои се веќе готови, како што е парното, како што спомена во село Љубодрак, во подрачното училиште, за хортикултурното уредување на дворовите, оградување на дворовите, затоа што имаме огромни дворови кои што треба да се оградат за да се сочуваат сите оние материјални средства, да кажам, кои што се во училиштето, како и самата училишна зграда. Работиме и на други проекти, не само на инфраструктурни, кои што се од едукативен карактер, и каде што наставниците, а и учениците да дојдат до усовршување на своето знаење, продолбочување на своите знаења. Моментално аплициравме на еден Еразмус проект, меѓутоа сепак чекаме одговорот на Националната агенција, бидејќи таму се тие проекти на одобрување. Кога ќе добиеме информација и одобрение, ние секако ќе ве известиме и ќе почнеме да ги реализираме. А други проекти секако имаме каде што се вклучени учениците наши, па со партнер училиште во албанско училиште во село Лопате, со партнер училиште во село Черкезе, така да имаме еден куп проекти кои што оваа година треба да се реализираат. Па овдека сме сите како семејство, можам да кажам, мало, сложно семејство, и еве за мене лично е привилегија да бидам овдека, а не во градските училишта, затоа што сите знаеме што може да се случи во град. Дојдете, видите во селата како се работи и е предизвик да ги овдека овие деца, да ги издигнеш на исто високо ниво како оние што се во град. Така да не би ги заменила јас градските и централните училишта за ниедно овдека во овој момент во ово училиште каде што сум.